но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што Дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи. Македонија во кругот е насловот на вечерашната емисија, на која ќе расправаме со моите гости, професорот Томе Батковски, добро вечер, и Наталија Ивчева, политиколог. Добро вечер. Македонија во кругот, затоа што сите точки во кругот на некој начин се спојуваат. Македонија подолго време се наоѓа во политичка криза. Европа има своји проблеми. Во последно време ми се чини подисплашена од можен нов бранд бегалци. Па затоа и во понеделник доаѓа Туск во Македонија да се сретне со претседателот. Им треба стабилна влада во Македонија што ќе може да се справи со бегалската криза. За Македонија се споменува и во спотот на Вучич на претседателските избори во Србија, а се почесто сме сведоци дека за Македонија и Русија излегува со своји соопштенија. САД исто така е малку на страна, но очекувањата во Македонија се големи од новиот претседател Трамп. Во Бугарија завршија изборите со некој резултат што не гарантира дека една партија Борисов дека ќе води државата, па се наметнуваат прашања за коалицирање и кој ќе биде премиер, дали тој што победили, некој технички експерт. Значи, сите сме во кругот и да видиме како сме поврзани, како ќе се излезе од некоја ваква ситуација што може да биде комплицирана. Професоре, говориме за политичка криза во Македонија и најчесто за политичка криза. Од време на време говориме и за безбедносна криза. Дали постои опасност за безбедносна криза, бидејќи граѓаните што ве сретнуваат, што ме сретнуваат и сите нас, луѓето од новинарството, од јавните личности, како да се подисплашени дека ние спонтано, сакајки или не, за тоа ќе говориме, дека ни надвисната некаков конфликт, дали е меѓуетнички, дали е меѓумакедонски, дали е од надвор или од натре, не знаеме, но некако кога луѓето се на улица и кога има политичка криза, реално е граѓаните да се плашат, имајќи предвид дека зад нас имаше еден воен конфликт и така натаму. Како вие оценувате состојбата? Евидентно е дека кризата веќе 3 години, мислам на политичката криза, е силно присутна во Република Македонија, но основно прашање, кога се работи за политичка криза и политички конфликт, ние имаме сега внатре политички конфликт, изразен политички конфликт, не само за Македонија, за било која друга држава, е конфликтот, политичкиот конфликт или политичката криза да се држи во рамките на политичката сфера. Основна задача. Значи да не прелее политичката криза надвор од рамката на политичката сфера. Тоа е барањето, тоа е... Не, тоа е основен постулат, би рекол сега, и задача на субјектите во Република Македонија. А тоа би важело и за секоја друга држава. Ние не сме никаков ексклузивен пример. Во таа смисла, значи добро е политичките конфликти да се разрешуваат на оние места каде што е предвидено да дојди до содрување на политички ставови, политички програми, а тоа е всушност парламентот. Во секоја држава парламентот е тоа место каде што политичките партии ги спротивставуваат своите ставови и согласно уставот и законите, нели, и согласно деловниците, подзаконските акти и така натаму, значи ги носат одлуките, односно носат закони
или изменуваат закони. Така треба да биде. Така треба да биде. Добро е. Тоа е смислата. Парламентот Тоа е почна од смислата. некој. Долго време бевме без парламент. Но тоа сакам да кажам. А и владата не беше. Не треба да се во пол дозволи, капацитет. основна задача е на сите субјекти, пред се политичките, да не дозволат да политичката криза излезе надвор од политичката рамка. Сега излезена, Не е излезена за среќа не е излезена, бидејќи парламентот работи, имаме израз на граѓански протест, кој е пак во едни регуларни рамки во плуралистичка демократија. Знаете, граѓаните имаат право на изразување на своето мислење, но сето тоа е во една рамка на политичко изразување на собствените ставови, кои може да бидат во согласност или да се во спротивност со ставовите на зашто другите тоа граѓаните политички се вознемирени и се субјекти. плашат? Затоа што самата криза трае прво подолго. Значи, секоја криза доколку трае подолго и доколку има екстремности внатре. Се разбираме? Ако има поголеми екстремности кои наместо да се смируваат, ескалираат и ескалираат перманентно, без знаци да може да се смират и да се изнајде решение, тогаш тоа логично води до ескалација на конфликтот. Тоа е општествена законитост. И логично дека граѓаните од тоа се уплашени. Тоа е сосема нормално. И тоа не важи за Македонија, кажам, важи за било која држава. Значи, треба бидејќи сега ме наведувате на прашање однос на екстремноста, така? Затоа што паралелно се јавуваат одредени настани кои логично значат мешање во внатрешните работи на Република Македонија, потоа доаѓа до повторно, не само од сега, од 1991 година, јас тоа многу пати си во деценија и пол го истакнува, до повторно ревитализирање, значи, на одредени големо националистички шеми и посегања спрема Република Македонија, спрема македонската нација. Од 1991 навака, кога Република Македонија се осамостои. Тоа мора да се има во вид. Затоа што при една продлабочена безбедносна анализа, неопходно е, и разузнавачка се разбира, неопходно е да се откријат и идентификуваат носителите, односно субјектите на такви големо националистички проекти кои одат директно на штета на суверенитетот на Република Македонија и на македонската нација и на сите граѓани во Република Македонија. Запрете тука ве молам, бидејќи имам прашање на оваа тема уште неколку. Отворивте нешто што сакам да го доразработам. Господ Гивчева, вашиот став околу тоа, бидејќи се спомна дека парламентот почна да работи, дека потребата на сите политичари и обврска е, можеби уште повеќе, да се грижат политичката криза да остане во институциите на системот. Дали почетокот на работата на парламентот за вас е оптимистичка и дали дава надеж дека оваа криза нема да ги покаже екстремите за кои што говори професорот, или тие ќе се заоструваат без разлика што партиите влегоа во парламентот? Видете, добро е, тоа и се согласувам дека е добро и дека и така и треба, нели, да почне парламентот да работи и сите ставови кои што се ги имаат и едните и другите политички партии и субјекти, нели, во собранието да ги искажуваат и да ги решаваат и да јавноста, односно народот и гласачите да бидат запознати со тоа, со дискусиите нивни. Нормално сега во една ваква ситуација да се процени, ако гледаме од кога почна да работи парламентот до сега, гледаме дека од ден на ден, тоа е моје мислење, дека се зголемуваат тензиите, односно нервозата кај СДСМ и кај албанскиот фактор. Нервозата од што? Нервозата затоа што според нивниот план и нивното, да го речеме, некој сценарио или еве план ќе се задржиме, требаше веќе се да биде завршено, односно тие веќе да ја имаат власта на нелегален начин, спротивно од уставот и така натаму. Што значи дека таа нервоза, јас сум оптимист и верувам и се надевам дека, нели, ќе остане во рамките на, нели, ќе се задржи во рамките на парламентот, меѓутоа таа нервоза која што е очигледна кај албанските политички партии, коалиционите партнери на СДСМ и кај нив и кај СДСМ дека се зголемува секојдневно нервозата, веќе ми дава
право да размислувам и дека може да излезе и надвор од контролата, од тоа што го посакуваме сите да биде секако што треба во една На кој начин ги изгледа тоа? Тоа е На кој начин? На кој начин? Видете, за да се излезе од ова криза, да ја речеме, нели, и во парламентот за да продолжи да работи така натаму, ние имавме понудено дека пред се тука најглавниот проблем и за народот што е надвор излезен на улиците и во парламентот се дискутира во оваа конститутивна седница околу таа тиранска платформа која што беше постизборно веќе направена во друга држава и беше услов за формирање на влада во Република Македонија. Тоа што СДСМ, и тоа не е ништо ново. Например, и 2001 имавме и Охридски договори, имавме и идеи за големо албански идеи и така натаму, значи тоа не е ништо ново. Новото, значи и таа криза и се тоа ништо не е ново. Тоа сме го виделе. Сега имаме можеби само некоја друга форма која што сака да се наметне и односно во која што е наметната како криза, малку поразлично од таа од 2001, меѓутоа барањата и тоа што тежнеа дали преку тиранска платформа, дали преку пред да се постигне тој Охридски договор кој што нели рамковен договор, тука се тезите, тука е нивните големо албански инспирации за создавање на голема Албанија и така натаму. Новото во целата ситуација која што сега се случува е тоа што тие наидоа на поддршка од македонска политичка партија која што го изманипулира македонското гласачко тело и која што настапи со тоа дека например имаме барање дека ќе подобри економската состојба во државата, социјалната во државата, дека се што се збори тоа е изнесено, дека се лаги, не признаваше дека веќе има преддоговор направен со албанските политички партии, не признаваше ништо и денес исто не ја признава, односно не кажува дека ја има прифатено тиранската платформа, која што од А до Ш е прифатена и која што не води односно не води кон редефинирање на државата, не води кон нестабилност секако од секој аспект. Така да, ако тоа го гледаме и ако го имаме предвид, јас не знам колку ќе може да се зачува да не се излезе надвор од парламентарните, односно да не се прошири таа криза која што моментално, ако ја гледаме во парламентот, дека ќе се прошири надвор од парламентот. Професоре, ја па не разбрав како ќе се прошири надвор од парламентот, на кои две страни се мисли. Вие рековте се уат работи, така рековте, со кои што се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија. Имено. Мислите на платформата на албанците? Па не само на платформата, од принципиелен аспект, значи кога се расправа, недозволиво е да политички партии од една држава, кај премиер на друга држава, без разлика дали е Албанија, јас во неколку пати до сега сум кажал, ќе кажам и сега, да во кабинет на премиер на друга држава создаваат политички документ со кој пота се враќаат во државата и кажуваат дека доколку не се остварат овие точки, ние ќе постапиме вака и вака. Например, истото мислење би го имал ако две партии, три од нас, од нашава држава, заминат во Софија и со премиерот на Бугарија состават Софијска платформа. Тој преседан ако се направи, ме разбирате се. Или неколку партии ќе одат во Атина и со премиерот на Грција ќе состават документ кој ќе го наречат Атинска платформа. Или ќе одат кај премиерот на Србија и ќе состават документ кој ќе го наречат Белградска платформа. Значи, овде се работи за едно многу важно принципиелно прашање. Дипломатски. И дипломатско и безбедносно. И јас си кажав и сега ќе кажам, мислам дека овој потез на премиерот на Албанија беше многу политички погрешен. И за него лично, и за Албанија како држава. И тоа мора да се разбере. Тоа е на крајот и недозволиво во едни современи дипломатски односи. Исто е тоа како неколку партии од Албанија да дојдат кај премиерот на Македонија и во неговиот кабинет состават документ, подпишат документ и потоа се вратат
во Албанија и условуваат со тој документ дека мора да се примени. Значи, овде станува збор за едно многу принципиелно прашање. И јас мислам дека ова нема да го одобри ни еден ниту државник, ниту политичар во светот, ваквиот начин на однесување. Второ, безбедносниот аспект е исклучително битен. Вие знаете дека паралелно уште неколку работи се случија, врзани за овој документ и овој проблем. Тоа беа не само изјавите, туку настапите на актуелна парламентарка од Албанија, не се работи за обична граѓанка, за член на албанскиот парламент. Со јасни повикувања кои одеа кон загрозување на територијалниот интегритет на Република Македонија и нејзиниот државен суверенитет. Тоа значи формирање друга единица која треба да организира референдум за отцепување од Република Македонија и со понижувачки став спрема македонската нација. Дека нема право историско на тие територии кон кои аспирираат припадниците на албанската нација. Неколку пати настапи таа, не еднаш. Второ е пораката на Хашим Тачи, председател на Косово. Дека албанците треба да ги земат работите во своји раце. Трето или четврто, во истиот контекст беше изјавата на Плевнелиев, председателот на Бугарија на заминување тогаш, кој јасно кажа, ова го имам посочен, јас ќе го повторам пак, со македонизмот Македонија не може да смета да влезе во Европска Унија и во НАТО. Мислам, таква беше изјава. А македонизмот знаете што значи. Значи, како македонисти се означувани од страна на бугарските националисти сите во Македонија кои сметаат дека се припадници на македонската нација, дека постои македонска нација и дека постои македонски литературен јазик. Тоа се два основни постулати со кои бугарските националисти никогаш не се помириле. Сега, бидејќи ме прашавте, покрај политичката некоректност, благо да се изразам, мора да се влези во она што е сега безбедносно разузнавачки аспект. Тоа е работа на нашите институции од областа на безбедноста и разузнавањето и на Министерството за надворешни работи. И би било на секоја држава. Дали се разбираме? Треба да се навлезе подлабоко во даденава безбедносна констелација во регионов, што значат овие изјави и пораки. Вие новинарите фино се изразувате дека станува збор за екстремна реторика. Знаете, меѓутоа не е само реторика. Че безбедносно која ќе се наблюдуваат работите, мора да се влезе многу подлабоко. Не може да биде тоа само реторика. Туку треба да се види содржината и суштината што стои зад таа реторика. Ова да се разбериме, да видиме најасно. Значи, станува збор за потреба од многу темелна безбедносна анализа и проценка. Многу темелна. Имајќи го во вид нашето поблиско и подалечно историско искуство. Да не заборавам, имаше и повеќе изјави од актуелни сега пратеници на партии во Македонија за понижувачки изјави спрема постоењето со непостоењето на македонската нација. И ова не е само реторика. И не треба да се гледа само како реторика. Зад реториката стои став, а зад ставот, односно самиот став, потикнува на акција. Секогаш. Тоа е така во однесувањето. Какви ставови ќе формирате кај луѓето, таква акција може да очекувате. И затоа, само да завршам овде, затоа што од една страна е уставната обврска да се чува територијалниот интегритет, државниот суверенитет, уставниот поредок и основните човекови права и слободи на луѓето во Република Македонија. Од друга страна ги имате овие изјави и постапки, не само изјави, туку и постапки, кои се диаметрално спротивни. Значи, од безбедносен аспект, затоа кажувам, повеќе пати истакнувам,
мора надлежните наши институции во Република Македонија да направат, се надевам дека и формираат такви проценки, но темелни проценки. Што тоа практично од безбедносен аспект значи и би значило во блиска еднина во контекст на политичката и безбедносната состојба и во обкружувањето наше и во регионот. Добро. Одиме со еден мал блок реклами, а потоа ќе се вратиме на овие теми да ги дообјасниме. Отворивме сериозни теми, ама мисля, че не ги доодговоривме. Да. Бар мене се уште ми е нејасно, почитувани гости, свесни сме за како и граѓаните кои што прашуваат дека не е едноставна политичката ситуација, да. Дека и обкружувањето и внатрешната ситуација со внатрешните политички субјекти дава за право за сериозна загриженост и на институциите за кои што говори професорот и вие, но и на граѓаните, без да ги плашиме или да не ги плашиме. Но оној сегмент каде што професорот вели дека говорот на пратеничката до Албанија, на косовскиот председател, на албанскиот премиер, да. Даваат иницијација за акција, е она што не го доодговоривме. Значи, дали тоа разузнавачките служби, дали институциите кои што се задолжени за безбедност на државата. Сега вие не сте луѓе од МВР да ни кажете дали имате информации дека такво нешто се случува, но изјавите доаѓа дека, како да кажам, формулацијата на европјаните се плашат од меѓуетнички судени. Дали оваа криза може да дојде до кој? Како би настанало тоа? И вие во првиот дел од вашето искажување говоревте дека можно, но за треба две страни, значи треба две, не се тоа обични протестанти кои што протестираат, веројатно тоа нема да предизвика никаква цивилна или граѓанска војна, но очигледно некои радикални ставови од радикални политичари може да иницираат одредени групи да се униформираат, да се вооружат, да чекаат на случај или неслучаен суден. Но тоа мислам. Да, видите, јас кога кажа во првиот дел дека нели има две, според мене постојат две, значи видите, во парламентот ние имавме од пратеникот, мислам, Илија Димовски во име на ВМРО-ДПМН кажа дека нели имаме барање со кое што треба да се отфрли Тиранската платформа или да одиме на нови избори. Сега, според мене, решението или излезот од оваа криза или моментално што се наоѓа е на мирен начин, како што посакува и ВМРО и како што сакаме нели сите да се распишат нови избори, да имаме нови избори и според мене мислам дека другото е радикалното. Радикално не сметам дека тоа ќе биде од народот, сметам дека тоа ќе биде од внатре, од политичките субјекти и политичката коалиција која што се стреми да дојде неуставно на власт. Тоа имам како украинското сценарио. Дека можно е да нивната нервоза, тоа сакав да кажам и во првиот дел. Нивната нервоза го односно насочува дека тие се спремни да го направат и тоа како што веќе го спомнувавме многу години, на 2-3 години од кога е почната. Тоа е украинско сценарио на парламентарната демократија. Па тоа е тоа, сите кои што па и во Украина се повикува на устав, се повикува на законите, па го извршија тоа што го извршија во Украина, така? Тоа е истото. Што извршија? Односно, каде што насилно ја превзема власта, незаконски, неуставно и спротивно на волјата на граѓаните. Професоре, освен овие локални играчи, да ги наречам политичари, кои што ги споменавте, и домашните субјекти, во овој период, а и подолго назад, веројатно секогаш, дали сега се интензивира присуството на поголемите разузнавачки служби, на поголемите, на помоќните земји и зошто? Не, тоа е присутно. Мислам, сме разговарали знам порано. Тоа е перманентно присутно. Разузнавачките служби ги реализираат стратегиските интереси на државите на кои припаѓаат. Интересот за овој дел од светот и посебно за овој дел на Балканот, што се вика Западен Балкан, е исклучително висок од неколку причини. Сега накратко јас ги посочам, бидејќи
имаме неколку нивоа безбедносни кои се исклучително интересни, а се врзани и за Република Македонија, се разбира. Прво е самиот НАТО пакт. Значи, со доаѓањето на Доналд Трамп за председател на Соединените американски држави настапи одредени промени. Сега тоа е во тек. Вие гледате веќе дека Трамп развива една попрагматична политика во таа смисла, во односите посебно со Русија. Бидејќи на овој дел, во ова Евроазија, што се вика, бидејќи клучот на 21. век од безбедносен аспект е борбата за Евроазија. Тоа повеќе пати сум го кажал, не сум го кажал само јас, меѓутоа повеќе пати неколку години инсистирам на тоа, што се гледа и од самото позиционирање на Соединените американски држави како хегемон на НАТО пактот и од друга страна Русија и врзано за тоа сега кризата во Турција. Според тоа, концентрирањето на силите сега гледате околу Црноморскиот басен, станува збор за огромни сили, да не заборавиме. Потоа тоа е линијата од Балтичко море до Црно море, каде што веќе се концентрираат оклопни единици на НАТО пактот. Понатаму е сириско-ирачкото воено жариште, кое сега е во стагнација. Од кој аспект? Пред се, затоа што, сметам, Трамп рационално постапува, бидејќи Соединените американски држави таму унилатерално не можат да го решат спорот. Се виде во 6 години. Тоа не може да го стори ни Русија унилатерално. И затоа ќе се бара, а веќе и се бара одредено решение во тие меѓусебни односи кои се исклучително важни и за Република Македонија. Знаете, во безбедносните науки има една теорија на игра. Тука се две солуции, на нулта сума и на не нулта сума. Во игра на не нулта сума, двете страни имаат спротивставени интереси од една страна, но имаат и заеднички интереси. Тоа е една многу динамична и сложена ситуација. Значи, ако следевте, Доналд Трамп јасно кажа дека на полето на борба против тероризмот ќе настојуваат да изградат партнерски однос со Русија. Тоа е нулта сума? На не нулта сума. А што е нулта? Нулта е кога се спротивставени до тој степен интересите да не може да се постигне никаква согласност. Сега, да се вратам на прашањето на Западниот Балкан, вклучително и Република Македонија. Особено Македонија. Значи, НАТО пактот, како и секој пакт, бидејќи е сконцентриран сега на Црноморскиот басен, и затоа е Украина битна, и затоа беше анексирањето или повторно враќањето на Крим во рамки на Руската Федерација, бидејќи извонредно стратешки важен дел, бидејќи Грузија, така да кажам, таргетот понатаму, и тој потез на Евроазија за кој и Макинтер зборувал на почетокот на овој век, и Бжежински, немаме време сега, уште пред повеќе од 15 години го има анализирано овој проблем и укажува на тоа. Значи, овој дел сака што побрзо да го, така да кажам, доведе во една ситуација да има мирен грб, фигуративно кажано, за преземањата во Црноморскиот басен и воопшто во Евроазија. И затоа НАТО настојува што побрзо да ја смири состојбата од, се разбира, од аспект на нивниот интерес. Секогаш тоа сум го истакнал, ќе го кажам и сега. И сега, во тие рамки, затоа е исклучително важно Република Македонија темелно да приде во изработката на безбедносната проценка, да го гледа сопствениот интерес. И да не заборавам, Русија од 2000 година наваму, значи силно се поврати, така да кажам, на меѓународната и политичка и безбедносна сцена. Примаков добро тоа го истакнува, покрај сите слабости во претходниот период, уништување на економијата, одлив на капитал во огромни износи, една работа успеа да задржи, а тоа е ракетно-нуклеарниот капацитет. Значи, Русија успеа да го задржи ракетно-нуклеарниот капацитет, што од воено-стратегиски аспект е исклучително важно. И сега, гледате вие, иако
НАТО пактот е на границите со Русија. Меѓутоа, Русија веќе и политички, се воено не толку, меѓутоа политички пројавува се поголем интерес и влијание спрема Балканот, што не беше случај претходно. Тоа од една страна, од друга страна, ако граѓаните следат, претпоставам следат, веќе почна таа линија од Балтичко море оди на кај Арктикот и таа борба за реализирање на виталните интереси е веќе пренесена на Арктикот. Превласт, значи помеѓу од една страна Русија, од друга страна западниот свет, односно Соединетите американски држави. Таму е Русија во предност. Сега, да се вратиме визави овие односи на Република Македонија. Не треба се заборави дека Македонија е окружена во воено-стратегиска смисла од НАТО пактот. Се разбираме? Значи, Грција, југ, Бугарија, исток, Албанија, запад, северни Русија. Не, Русија далеко. Србија мислам со руско влијание. Не. Това мислам. Чекајте. Па НАТО не е во Русија. Во Косово. Ево Бонстил. Во Косово. Да не забораваме, една од најголемите копнени бази на НАТО пактот, односно на Соединетите американски држави. Малце погоре се русите. Сега, видите, тоа се елементи во безбедноста, една работа да ви кажам. Во безбедноста не треба фактите ниту да се преценуваат, ама не треба ниту да се подценуваат. Мора да се гледаат многу реално. Во овој контекст сега, од безбедносен аспект, врзано за вашето прашање, Македонија мора да направи проценка во однос на следно. Дали и колку можат одредени екстремни поединци и групи во државава, конфликтите кои се сега во политичка сфера да ги префрлат на терен на физички пресметки. Односно во сферата на кривичното на чинење одредени кривични дела и нарушување прво на јавниот ред и мир. Тоа е работа на надлежни институции во Република Македонија. И второ, дозволете само, поврзано со ова, поврзано со ова, исклучително е важно, тоа е работа на надлежните институции во безбедност. Да се направи проценка. Дали постојат, и ако постојат, кои се тие групи и поединци, кои планираат реализирање на насилство врз политичка основа. Тоа е исклучително важно. И трето, во таа поврзаност, ова е работа професионална, задолжени се институциите за тоа, дали постои или постои основано сомнение, или основи на сомнение, кој ќе прерасне во основано сомнение, за создавање илегални структури кои на организиран начин врз политичка основа ќе планираат и реализираат насилство. Инаку ова е последното беше тоа што го барате пред. Ова е вршење на во кривичен закон на Република Македонија, во групата на кривични дела против државата постои кривично дело здружување заради непријателска дејност. И четврто, морам ова да го додам. Која би била, дали постои, тоа е работа на професионални институции за кои зборуваме, поврзаност на вакви поединци и групи со фактори од непосредното обкружување, од регионот и од светот. Тоа е професионална задача. 4 и 5. Да, тоа е професионална задача на надлежните институции од сферата на безбедност. До одговор на четвртото и петото прашање. Да. И вчера професорот ја спомна Русија, ги спомна односите со Америка и доаѓањето на Трамп на власт. Дали вие мислите дека нешто битно ќе се промени во односите меѓу Русија и Америка? И како оценувате улогата на Русија на Балканот и враќањето безбедностни или економски, политички очигледно нема многу? Па вака сега, ако гледаме, нели сите се надевавме на промена од кога веќе Доналд Трамп го избра за председател, со неговите најави се дека ќе има промена и во
ставот и дека претежно ќе ја сврти политиката, односно пред се првен ќе ги среди работите во Америка, а после дека ќе го интересираат нели надворешната политика и тоа како претходно и дека нема да биде на истата линија како претходно што Америка нели ја доживувале сите и така натаму. Меѓутоа треба време, бидејќи таму е малку поинаков систем за да видиме да ги почувствуваме промените од доаѓањето на Доналд Трамп како председател на Америка. Па ние сме, како да ви кажам, Македонија за да ги почувствува тие промени ќе треба сигурно уште малку подолго време. Така да тука дека некое значително влијание сега ќе почувствуваме во Македонија со доаѓањето на Доналд Трамп не верувам и не очекувам да има некое значително влијание. Еве последниот негов потек беше, например, нема ништо искоментирано во врска со Македонија, нема никаков став кажано во врска со Македонија, збориме околу само Трамп лично Трамп, значи Стейт департментот не, збориме околу Трамп. А за разлика, например, од тоа беше присутен на грчката вечера која што беше организирана од грците, односно таму нивната заедница, беше поканет, беше присутен и јавно кажа дека ги поддржува и ги чувствува како свој народ без разлика, значи без разлика на нивното лобирање, значи каде што веќе има нели свој став кажано, меѓутоа за Македонија нема. Што не е случај со Стейт департментот, што еве според информациите кои што ги имаме нели Стейт департментот веќе е запознат со одредени активности кои што се, значи веќе се чувствуваат одредени промени во политиката која што претходно беше водена од Обама, односно во времето на Обама и сега, со тоа што веќе одредени конгресмени нели пројавија интерес околу тоа како действувала тука америчката амбасада, дека се финансирале одредени Соросови нели институции, фондациите за што биле преку УСАИД користени и така натаму. Тоа може дава некаква надеж. Меѓутоа, генерално, значи, за да почувствуваме ние промена од генерално политиката и промената на Америка во Македонија, мислам дека се уште треба време и кога тоа и каква ќе биде таа промена и дали воопшто ќе има промена, ќе видиме. А што се однесува до приближување или во врска со Русија, тука веќе и Лавров и Путин имаат кажано дека тие очекуваат да имаат нели приближување, да се во односите и така натаму, меѓутоа кога и они самите изјавуваат дека не може ништо да очекуваат пред нешто да се случи, тука нормално и тие што гледаме од страна и анализираме не можеме ништо повеќе да кажеме од тоа. Го споменавте американскиот амбасадор во Македонија дека е многу активен. Има еден друг амбасадор, руски, во Америка и тој изгледа беше многу активен. Руски во Америка. Да. Тој е многу популарен, таму се пишува за него, многу е близок со целата нова администрација. Видете, без разлика, значи јас сега можам да говорам дека, знаете, многу се крема посебно во одредени медиуми кои што се финансирани нели од таму кај што знаеме од Соросовиве медиуми, слободно можам да кажам. Постојано се збори дека имаме руско влијание кај нас во Македонија. Зборам за во Македонија. Руско влијание во Македонија во моментов, освен што имаме руската амбасада и што имаме хотел кој што се вика Русија и некои културни манифестации, отварање на изложби, значи други активности ние од Русија или руски немаме. Тоа е факт. Руско мешање, па апсолутно не. Што значи дека ако збориме нели реално, Русија преку руската амбасада во Република Македонија никогаш не се замешала, нити била присутна, нити на преговори, нити била викната за одредени правење на некои договори пржински или не знам кризи или значи во ниеден сегмент јас не знам од каде го гледаат мешањето на Русија во Македонија. Имаше забелешки до актуелната власт дека кокетирала и со Америка и со Русија,
Но сега со промената кај Трамп се уште повеќе се измести таа некако се. Не знам што, какви забелешки се. Проамерикански се, Да, затоа што проруски, или па декларативно за Европа, бидејќи Европа има еден свој дел кој што тука не истиот континент сме, да не говориме за тенденциите за Евроазија. Да, па видете, па тоа е измешаноста, затоа што сакаат да прикажат една искривена слика, како што и досега постојано известуваат и представуваат надвор од Македонија и наши дописници, за жал, кои што работат во еминентни странски, односно се дописници за еминентни странски медиуми, пренесуваат една искривена слика за во Македонија. И нивната работа е да се спречи, односно да представат работи кои што не се случуваат. Исто како што е дека имаме руско влијание, па не знам, владеачката гарнитура кокетирала и со едните и со другите, што апсолутно не е точно, а и народот не можеш да го манипулираш, бидејќи секоја информација му е достапна. Значи, ние кога имаме било каков проблем, без разлика уште пред да се направи кризата, било каков проблем да се појави, па макар и за не знам, ако без разлика, значи никој минимален, ние имаме обавезно мешање на америчкиот амбасадор и на сите тие амбасадори од европските земји, не сите, каде што биле постојано присутни за да се реши проблемот. И сега кога нема како, и повторно, сега бидејќи они не знаат како ќе биде политиката на Трамп, сите овие платеници што ги збориме и кои што постојано сакаат, сега тоа е најочигледно по овој период кога имаме оваа политичка криза и во парламентот и така натаму, се повеќе сме очевидци на тоа дека се сака да се наметне дека во моментов Русија да служи како страф, односно да служи за страф, дека се меша и дека ќе направи, односно дека таа ќе биде една од причините за некоја криза доколку се направи во Македонија. Тоа ме пада точка до 4-5. Да. Според мене, според мојата логика. Точката 4-5 рековте дали анализа се направи нашите безбедносни служби, дали има групи или поединци, тоа беше четвртата, кои што се спремни за некаква насилно превземање некаква активност, кривично некој дел. А петтата беше дали се тие поврзани или се под влијание на некој од соседството или од поголемиве земји за кои што говориме, обично се мисли на Русија и на Америка. Бидејќи констатираме дека нивното влијание на Западен Балкан е се уште присутно, без разлика што НАТО оди кон Црноморскиот дел, значи Русија е сега зад грбот на некој начин позадински сакаат да видат, да прават баланс. Тоа многу ја комплицира и усложнува ситуацијата. Ситуацијата е сложена. Таа е веќе сложена во целиот регион овдека. Не е усложнета сега, таа е веќе сложена. Само да ве подсетам. Земете во Косово. Проблемот со северниот дел. Вие знаете дека таму напнатоста е страшно. Сега да ве допрашам. Да. Овие поединци или групи, доколку постојат или се во фаза, или имаат интенција да се формираат, тие би биле автохтони или би биле во служба на некој од овие големи. Или може едното и другото да почнат самостојно па да бидат поддржани од Па, токму на тоа прашање треба да работат и одговорат и да го спречат надлежните институции. Токму тоа го укажувам. Затоа е потребна безбедносна проценка. Тоа е професионален дел од работата на надлежните институции, безбедносно-разузнавачки, цивилни и воени. Тоа е нивна работа. Не излегле до сега со некоја информација. И дека нема, ни дека има. Знаеме, може би има. Јас зборувам сега од мој да не дознаеме кој ќе пукне, тоа ќе знаеме сите. Видите, смислата е вака сега. Не да не ги релативизираме и да не ги сакам да кажем, правиме ситуациите да ги доведуваме во сфера на комика. Овде се работи за многу сериозни состојби. Многу сериозни состојби. Работата на институциите од оваа област се состои во тоа да спречат било каква ескалација во смисла на нарушување и загрозување на основните вредности на Република Македонија. Почнувајќи со територијалниот интегритет, државниот суверенитет да не потенцирам. Тоа не е само форма, тоа е фактичко прашање. Значи, преку
примена на соодветни методи, професионални, познати се, тие мора да работат и да ги утврдат овие аспекти за кои сега јас зборував, чисто теоретски. Меѓутоа, практично тоа го работи секоја држава, тоа го работат Соединетите американски држави од аспект на нивните витални интереси. Значи, кои се нашите како Република Македонија витални интереси? Мора, потенцира, мора, без квалитетна проценка, не може да се донесе квалитетен заклучок, а без квалитетен заклучок не може да се одреди постапката, односно постапувањето. Безбедносните служби не може да мешат у политиката. Тие само Јас не зборувам воопшто за политика, овде што не зборувам. кажаме дека овие били екстремни изјави или не. Не е тоа политика. не е прашање на безбедносните служби. Не е прашање изјавата, ама прашање што стои зад изјавата. Да, не, дали има Зошто нешто? А тоа е нивна работа. пракса. Пазите, немојте така да ги Не може да ги апсат анализирате. политичарите само. Немојте Не може да не ве враќам сега на ситуацијата од распаѓањето на Југославија. Нема, власта е цивилна, сакам да кажам. Ние не зборуваме за власта. Власта е цивилна, фала Богу. И не зборувам за мешање во политиката, никакво. Иако може звучи екстремно изјавите на сите политичари да бидат... Видете сега, зборам за безбедносниот аспект јас. Тука нема никакво мешање во политиката. Тоа е работа во рамките на надлежноста и делокругот на безбедносните и разузнавачките институции. Никакво мешање во политика Нема, нема. велите заштитен уставниот поредок. Имено, токму тоа го кажувам. И во овие рамки, се ако ми дозволите, јас ќе кажам што треба и во секоја држава, кога имате поизразена политичка криза и подолго време која трае. Спомнав тие 4 точки. Одиме натаму. Треба зајакнати мерки за одржување на јавниот ред и мир. Зајакнати мерки. Второ, треба зајакнато обезбедување на државната граница. Во безбедноста илузиите се опасни. Мора многу реално да се пристапува во работата. Овде може многу да ви зборувам искуството изминативе 25-6 години. Трето, зајакнато обезбедување на виталните објекти во Република Македонија. Има одлука на владата кои се под посебно обезбедување. Зајакнато обезбедување на личности. И врзано за се во ова, ригорозна контрола на вооружувањето, на легалното наоружување. Ме разбирате, муниција, експлозиви, експлозивни тела и особено откривање ефикасно на нелегалното оружје, муниција, експлозиви и експлозивни тела. Ова го зборувам на 20 години. Че секоја уредена држава, една од најглавните задачи што ги има, е ефикасно откривање и одземање на нелегалното оружје, муниција, експлозиви и експлозивни тела. Насилство без оружје, муниција, експлозиви и експлозивни тела, организирано од поголеми размери, не може да се реализира. Сега веднаш да се поврзам на ова странскиот фактор. Вие знаете дека Македонија не произведува оружје. Значи, цело во случајов и нелегално оружје е илегално внесено од или се внесува од странство. Тоа се внесува преку илегални канали, се чува во илегални бази и се обезбедува преку илегални врски. Според тоа, ова што го зборувам сега е тековна задача на безбедносните институции во сите држави, не само во Република Македонија, но ние се зборуваме за Република Македонија. И нашиот безбедносен систем мора да изгради безбедносен имунитет на многу повисоко ниво. Многу пати сум кажал и сега ќе кажам. И историски актуелни има загрозувања и обиди за загрозување на основните вредности на Република Македонија. И ќе има. Но за мене е првенствено прашање колку безбедносниот систем и субјектите во безбедносниот систем имаат кондиција, колку сеоспособени тактички, технички, кадровски, да врз основа на квалитетна безбедносна проценка навремено и ефикасно ги преземат потребните мерки и активности, како обично се вика. Во безбедноста најважен елемент е ефикасност. Таа е врзана со навременост. Значи, во овај аспект, затоа посочувам, сите илузии треба да се остранат од една страна, потоа сите, така да кажам, политизирања да се трнат на страна и да се
гледаат фактите онакви какви што се. Тоа е најтешкото. Да се надоврзам, ако може, само с професорот. Повелев. Во рете се согласувам и тоа теоретски може да биде така, нели? Меѓутоа, јас во 2001, односно во власта кога беше до 2002 и во 2001 кога беше кризата во Република Македонија и така натаму, како започна, сум сведок каде што ние, например, сега тука не можеме да кажеме дека не може да има мешање, затоа што тогаш во 2001 со кризата веројатно имаме потврлија нашите безбедносни разузнавачки служби, затоа што ние седевме во првата недела кога ни се случи првиот напад на терористите. Тогаш ние се уште бевме во коалиција со ДПА. И имавме и они, и европски представници, излегоа и ги осудија и рекоа дека тоа се терористи кои што сите ги осудија терористи кои што сакат да наштетат и кои што се од страна уфрлени групи кои што сакат да наштетат на безбедносната состојба во Република Македонија. Меѓутоа, за една недела веќе се смени комплетно се. Веднаш веќе тие уфрлени групи, терористички групи кои што сите ги критикуваа и има идентичен став, односно ист унифициран став како и ние македонците, веднаш стана не беа ни терористи, туку беа наречени борци за човекови права. Истинно издржан. Добро, овде морам да интервенирам. Да, затоа сакав малку да разјаснување. Само да направиме мал прекин за реклами, да го подобриме микрофонот на Ивчева и ќе продолжиме. Заради тоа ја правам оваа пауза. Многу теми, регионот е голем, Америка, Русија, Балканот. Пред да искоментирате, ќе опоставам прашањето за обајцата за крај, бидејќи е широк просторот на политичкото безбедностното окружување. Дополнително, може би, заканата доаѓа, а тоа го споменав и во генералната најава, бранот беглаци, од кој што Европа веројатно повторно се плаши, заради што доаѓа и Туск во понеделник, заради што бара и стабилна и сигурна влада која може да се справи со бегалската криза. Нам ни треба влада и за сегашната криза, а дополнително и за бегалската. Значи, ваш став околу дали тоа дополнително ја комплицира состојбата или не? Само во однос на тоа што колешката Ивчева кажа, појаснување за нашите гледачи, нема да го тоа прашање разврзувам, тоа бара посебна тема. Значи, во однос на 2001 година, државното раководство на Република Македонија беше навреме информирано неколку години претходно и за носителите, и за тактиката, и за техниката, и за методите на делување. Меѓутоа, не беше од нивна страна, мислам на државните раководители, соодветно оценет степенот на опасноста по безбедноста и основните вредности на Република Македонија. А сега да преидам на ова второ прашање. Секако бегалската криза ја усложнува безбедностната состојба во цела Европа. И безбедностната, не само безбедностната состојба, зборуваме за безбедностната. Во таа смисла, пак Македонија треба да трне од своите витални интереси. Вие гледате, и членки во самата Европска Унија нема единство. Цело време. Не постигне Европската Унија единство. Гледате дека основниот темел на Европската Унија е Европа без граници. Нејзините членки подигаат физички и подигнаа физички граници. Значи проблемот е многу сериозен. Австрија, мислам преку званичен представник, најави дека ќе излезе од договорот да прими дел од квотата, нели тие квоти како се одредени. Според тоа, Република Македонија мора да се го гледа својот национален интерес. Се разбира, тесно да соработува со сите субјекти, вклучувајќи ги субјектите од Европската Унија. Значи, темелно треба да се процени и безбедносно и разузнавачки дали
може да дојде до таков бран, бидејќи Бугарија веќе и физички ја затвора Така е. границата, значи ситуацијата Војното присуство. имено армијата ја ангажира исто така. Потоа, како ќе се одвива односот Турција, Европска унија, односите се засега многу затегнати и врз основа на таа проценка, а тргнувајќи пред се од интересот во случајов на Република Македонија, да си се предвидат активностите кои се неопходни да се преземат. Затоа што во досегашниот период, повеќе пати сум кажал и сега ќе кажам, Република Македонија многу солидно се постави во однос на разрешување на бегалската криза. И мислам тоа Европската унија треба да го цени. Значи да се оствари тесна соработка. Да го материализираше, не знаем. Тоа е прашање сега на нашата дипломатија, на градење на односите, надоместна трошоци, што треба Македонија да ги добие. Да. Но тоа се сега дипломатско, економско, финансиски прашања. Но од безбедносен план исклучително е важно да се направи ова темелна проценка, тргнувајќи уште од Сирија, од Ирак и од Турција. Бидејќи во Турција има околу 3 милиони официјално бегалци кои се во Турција стационирани. Но не знаеме како би можел бранот да се развива понатаму, бидејќи нели Трамп предлагаше да се формираат кампови бегалски и во Ирак и во Сирија, за да не дојде до нивно прелевање. И сега тој дел од договорот, дали ќе се реализира, тука и Русија е вклучена, Турција е вклучена, Ирак, Сирија секако, е прашање хипотетско. Но Република Македонија мора својата задача да си ја заврши. Како што треба. Да. Ичева, само ќе го дополнам прашањето, истото е. Зошто Туск вели дека е потребна цврста влада на Македонија, сигурна влада за да може да се справи со бегалската криза? Има и политички пораки или само безбедносни пораки? Зависи како се гледа, меѓутоа факт е дека мислам не би навлегувала на што мислел и што алудирал, бидејќи ако гледаме така ќе разглобиме многу. Ќе треба уште една емисија, меѓутоа видете, ако гледаме дека проблемот со бегалците веќе не стои, мислам тоа го знаеме, а знаеме дека Македонија во времето кога го имавме сега последниот бран на бегалци, добро се справи благодарејќи на владата која што беше и се уште нели е. Така да, затоа денес имавме и, не знам колку тоа јавноста беше запозната, и Орбан кој што рече дека без стабилна влада, предводена од ВМРО ДПМН и нови избори кои што би се одржале во најбрз можен рок, дека тогаш се доведува дека бидејќи Македонија е од значително, мислам од многу големо значење во целата таа бегалска криза. Како простори, како територија исто и како улога која што би изиграла. А таа стабилна влада би можела да се организира и да се направи како што нели во една ваква ситуација. Уште ние да го имаме, например, во една ваква политичка криза, доколку и уште трае, нормално е дека не може ние да имаме и дополнително проблем со бегалската криза и како би се справиле во тој случај, во таква. И нормално е дека пораките од каде и да доаѓаат и како да бидат, дека тие, например, ќе бидат дека е потребно да има стабилна влада, да се функционират државните органи, да функционира државата, за да можеме да се справиме како што успешно и претходно се справивме со таа бегалска криза. Бидејќи тука да не заборавиме и Турција, односно затегнатите, професорот веќе спомна затегнатите односи кои што се помеѓу Европа и Турција, затоа што Турција имаше нели одредени услови кои што ги достави до нив, кои што требаше да бидат исполнети, кои што не се, и Европа имаше своји услови, не се исполнети, а таму знаеме колкав број на бегалци. И сега доколку тие почнат да се трансферираат од кај нас, тука веќе имаме соседна Србија, не знаеме како и што ќе реагира во тој случај, бидејќи они сега имаат избори, така имаме изборна власт. За крај, уште една минута. Што му значи на Вучич нема да дозволиме таа сценарио македонско? Видете, тоа мислам дека повеќе се крена некоја фама околу тоа, отколку што тоа Вучич, па нормално е еден политичар без разлика, ама без разлика, видите. Ние како јас еве на пример 3 години назад зборувам дека позади се оваа криза која што се случува во Македонија е, да речеме, некоја поблага форма на украинското сценарио. И што има лошо во тоа,
Сега тоа се пренесува како се пренесе како нешто негативно по нас, што нема врска, он си тера кампања, си прави и предупредува дека да не дозволиме истото сценарио кој што го направија тие што го направија во Република Македонија да се направи во Република Србија. Да дојдеме до моментот на федерализација, до моментот на тоа што дојде во Македонија. Нема ништо тука страшно, само на некој сакаше да го представи тоа дека е нешто страшно и дека тоа е некоја порака која што има некоја позадина што апсолутно нема врска. Добро, мислам дека блиску бевме да одговориме дури и конкретно кои се тие што права сценарио, домашни и странски, ама не ги изговорите, професоре, не е наша работа, веројатно ќе треба некој од службите да викнеме да ни каже, ако знаат, но дека состојбата е сериозна, ние сакаме некојаш новинарите да ги малку да ги омекнеме работите, плашејќи се, мислејќи дека сепак не е до толку сериозно како што изгледа, дека се ќе заврши на еден политички план, дека нема повторно се направат работи како што живееме во надеж. Ви благодарам за учеството во аргументи и за аргументите што ви искажавте пред гледачите на телевизија Нова. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која ја Андон, извршува. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. добро, дајте само говори Можете за да вас. сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една господин минута Спасов. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија.